Рудникот Саса во Македонска каменица денеска официјално ја доби интегрираната еколошка дозвола со која ќе се уредува работата на инсталацијата во делот на заштита на животната средина. На свеченоста присуствуваше министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаки Мадеми, представници на Министерството за животна средина и градоначалниците од источнопланскиот регион. Присутните најпрвен ги поздрави генералниот директор на Рудникот Саса господинот Александар Раков. Преку наши заеднички заложби и инвестиции, ке продолжиме да работиме во насоко да имаме поздрава животна средина, но и да создадиме условия за грижа и заштита на животна средина за и дни генерации. Министерот Абдулаки Мадеми пред присутните истакна дека овој рудник ги исполнува сите услови за добивање на интегрираната дозвола, кои се предвидени со законските акти во областа на животната средина. Постапката за добивање на дозволата операторот ја започна уште во 2008 година, а оперативниот план со чие исполнување го задолживме содржи 20 точки, од кои 19 се целосно реализирани, а последната 20-та со која се предвидува изградба на пречистителната станица за фекални води е во фаза на реализација. Карактеристично за ова инсталација е не само инвестицијата, туку и високите стандарди кои ги има поставено во однос на заштитата на животната средина. Компанијата поседува сертификат за систем за управување со животната средина согласно и со стандардите. Градоначалникот на општина Македонска каменица Дарко Митевски, задоволен од успешното работење на рудникот Саса, изјави дека и останатите рудници треба да започнат со постапката за добивање на ваква дозвола за заштита на животната средина. Имајќи во предвид дека рудникот Саса е еден од најсилните економски капацитети во Источна Македонија, нивната поддршка за опстојувањето на општината е огромна. И ние во рудникот Саса гледаме како еден економски партнер кој што обезбедува некаква финансиска и економска стабилност за општина Македонска каменица, зашто и општина Македонска каменица е крајно благодарна за посветеност и сериозноста при извршувањето на нивната функција. Тоа што до сега е сработено за добивање на оваа дозвола, треба да биде ставено во функција на континуиран мониторинг од страна на рудникот Саса, но и на континуирана проверка од надлежните инспекциски служби од централно ниво. Оваа интегрирана еколошка дозвола која ја доби денеска рудникот Саса се очекува да биде поттик за операторот не само за почитување на еколошките стандарди, туку и за понатамошно напредување на работните процеси во функцијата на заштита на животната средина.